Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Барањето за автентично толкување на член 11 од Законот за помилување, понесено од пратеничката група на СДСМ, е да спречиме повторно враќање на нелегалната аболиција на Ѓорги Иванов. СДСМ се бори за правда и нема да дозволи амнестија. Сите народни избраници имаат должност и обврска да застанат на страната на правдата и владењето на законите. Затоа ги повикуваме повторно сите пратеници, особено од ВМРО ДПМН, да го поддржат барањето за автентичното толкување. Тоа е во интерес на правдата, на државата и на граѓаните. Последните случувања во правосудниот систем покажуваат дека судството останува последното упориште на остатоците на режимот и заробената држава. Затоа неопходен е процес на ветинг врз судиите и јавните обвинители. Правосудството мора да се прочисти од нечестните судии и обвинители за честните, одговорните и професионалците непречено да ја обезбедат правдата која чекаат граѓаните. Но претходно мора еднаш за секогаш да се затвори незаконската амнестија на Иванов. Секој што се огрешил пред законите мора да одговара, а сите започнати предмети истраги мора да добијат правна разрешница. Во оваа насока, предлозите на Христијан Мицковски и ВМРО ДПМН се неодговорни, односно во функција на одбегнување на правдата. Некој што се огрешил пред законите мора пред се да одговара, не е прашање со што ќе се занимава. Предлогот на Мицковски во суштина значи дека сите од ВМРО ДПМН што 11 години крадеде треба да ги амнестираме, да не одговараат, па постем да им се забрани да се занимаваат со политика. Тоа е несериозно и срамно, одговорноста мора да биде на прво место. Затоа прво треба да ја затвориме нелегалната амнестија на Иванов, па да разговараме и за други предлози. Да разговараме и за проширување на забраната за политичко учество и со лица кои се под истрага, на лица под обвинение или за кои било презентирани, прислушкувани материјали кои укажуваа на нивната вклученост во незаконските действија. Предлогот за испитување на имот на функционери е задоснат. Тоа веќе се случува. Наместо да му слугува на Никола Груевски, Христијан Мицковски треба јавно да излезе и да ги повика пратениците на ВМРО ДПМН да го поддржат барањето за автентично толкување. Ви благодарам.